Ајде фанови, еве не со мечевите од Лига Европа и Лига Конференција Европа од 21 часот. Уште еден лут циклус и од 21 часот мечевите се хаос. На 3 меча нема гол, се уште се чека. Бренти прашува каде ќе падне 86-та минута се игра. Каде ќе падне последниот гол од мечевите од 21 часот, еве го Лион израмнува. Еве го Лион израмнува против Селта. Селта со 10 играчи не можеше да издржи повеќе. Селта Лион 1:1. Значи каде ќе падне моментално, значи ова е последен гол кај Лион. Тој што ќе биде најбрз со точниот одговор добива фудбал. Од мечевите од 21 часот, Панатенаикос беше последниот што даде гол од надпреварите. Од 18 часот 45 минути, за жал немаше нити еден да погоди, така да фудбалот останува. Одиме сега да видиме од 21 часот дали ќе погодиме моменталните резултати. Генк Фрајбург 1:0, Нотингем Форест Мидланд 0:0, Селта Лион 1:1, Ференцварош Брага 2:0, Фиорентина Раков 1:1, Целје Аек 0:4, водство на грците. Го решија мечот уште во првото полувреме. Кристал Палас Аек Ларнака 0:0 и Сигла Оглумот Мајнц исто така 0:0, значи нема гол кај Мајнц, нема гол кај Нотингем Форест и нема гол кај Кристал Палас. Ајде да видиме што се случува на мечевите низ Европа. Ние сме повторно игра. Ги погодивме тип 4 на преварите од 18 час 45 минути. Имаме винер, значи Аскец, Лех 1:2, Самсун Рајо Валекано 1:3, тие беа гол и Риека Страсбург 0:2, двојка, значи имаме винер. Сега ни останува Фиорентина Раков 1:1, имаме играно Кец, Целје Аек е фатена 0:4 двојка, Кристал Палас Аек Ларнака 3+, треба 3 гола да паднат и Сигма Оглум од Мајнц е 0:0, Мајнц треба да даде гол. Доколку овој тикет успе, 120 коефициент имаме, па ќе видиме, значи уште 3 меча чекаме. Чекаме да видиме што ќе се случи. Инаку, како што реков, многу интересни надпревари. Селта водеше цело време, па доби црвен картон, еден фудбалер на Селта беше исклучен и со 10 играчи не можеше повеќе да издржи со Лион, се знаеше дека ќе прими гол. Ференцварош изненадувачки води против Брага со 2:0 пред самиот крај и останува мечот помеѓу Нотингем Форест и Мидланд, се истори дошт во Нотингем. 0:0 е тука на самиот крај на надпреварот. Да видиме, се уште нема најава дека негде има паднато нов гол. Најинтересно ќе биде, сепак еве Мидланд води со 0:1 кај Нотингем Форест. 87 минута, тука ќе биде многу интересно сега, па ајде тука да се задржиме да видиме како ќе се одвива тој надпревар. Инаку, навистина, интересни сите надпревари, тие што беа од 18 часот и 45 минути и овие од 21 часот. Голема борба се води во Лига Европа и Лига Конференција Европа за влез во четврт финале. Ова се осмина финални први надпревари, другата недела се играат реваншите.
Изненадувачки дождот требаше да донесе среќа, англичаните најдобро играат на дожд, меѓутоа еве данците изненадија со гол и се пред победа во Нотингем против Нотингем Форест. Дали ќе дојде до тоа ќе видиме. Овде да видиме што се случува на теренот. Напаѓаат данските фудбалери. Нотингем Форест оди извонена сезона имаше во Лига Европа. До сега ќе видиме како ќе излезе резултатот до самиот крај и дали ќе имаат шанса за четвртфинале или данскиот представник ќе оди во четвртфинале. Ќе оствари предност доколку победи во првиот меч. На средината на теренот се води вистинска војна. Сега прекид, па еве прилика да се организира напад за Нотингем Форест. На средината на теренот е топката, прифатена по левата страна, повторно низ центарот. Кружат фудбалерите на Нотингем Форест околу голот на Митланд во шанса да дојдат до позиција за гол за изравнување. Лошо, тоа го сторија сега. Прекина акцијата на Нотингем Форест од страна на фудбалерите на Митланд. Сега топката е во посет на данскиот представник. 5 минути надокнада имаме кај Нотингем Форест. Да видиме како е на дуелот во Виго. Селта Лион 1-1 и тука има 6 минути надокнада, веќе се игра четвртата минута. Ми се чини дека во Будимпешта на Пушкаш арена, таму кај што ќе се игра финалето на Лига на шампиони оваа година. Во Будимпешта Ференцварош пред победа против Брага со 2:0. Тука е, кажи речи, завршена приказната. Ајде да видиме дали може Нотингем Форест да изравни. Се враќаме повторно на теренот на Нотингем Форест. Се уште немаме најава за некој друг гол. Значи, еве сега постигнуваат некој гол. Да видиме каде има паднато гол. Гол аут е. 1-1 е кај Селта и кај Ференцварош, кај некои други мечеви има постигнато гол, инаку Митланд е последен сега за сега. Значи, кој типувал на Митланд, ако вака остане, а нема други голови, кај него оди фудболот. Ајде да видиме. Напаѓа сега Лион во шанса да направи целосен пресврт и да дојде и до победа. Дали ќе успее, ќе видиме. Остануваат тие резултати. Пред сам крај се мечевите. Гледате, Пеков ги чека Селта, фудбалерите на од Виго, Селта на реваншот во Лион. 1-1. Ако вака остане, на другите терени исто така нема промена. Тука сме негде при самиот крај. Значи, доколку некој прогнозирал дека Митланд ќе постигне последен гол, ако нема други голови, до самиот крај, кај него оди фудбалот, ќе ви информираме во некој од наредните лајвови. Поздрав од Брент Тип. Ние повторно немавме среќа. Кај Нотингем Форест нема 3 гола. Го фативме. Кај Мајнц